Добро утро за гледачите на Канал 5 телевизија Здраво Македонија. Во вашиот дом секогаш сакаме да донесеме битна тема. А со оглед на тоа дека зимата е пред нас, ќе зборуваме за тоа како и зошто треба да ги заштитиме нашите очи и во зима. Секогаш разговараме со стручни и соодветни лица, така и ова утро. Наша гостинка е оптометрист Марија Костуранова. Добро утро. Добро утро. Марија, во полнек ни е зимата, но некако за очите како повеќе да се грижиме во текот на летото, а во зима како да ги занемаруваме. Колку и зошто е потребна грижата за очите? Да споменам дека УВ зрачењето е присутно и зиме и лето. Посебно кога имаме снег и кога имаме рефлексија, самото зрачење е дуплирано и уште поголемо. И многу често се случува да луѓето перцепираат дека очилата не се само за летно време, сонцето не смета, и знаат многу често да отидат во планина или да бидат по-долго време изложени на сончевите зраци надвор и да добијат УВ кератитис, кој што е многу болен и најчесто се случува кога сме на планина, па не ги заштитуваме нашите очи. Се јавува после неколку часа со силна болка. Буквално е како кога ќе ги оштетиме очите со заварување и не носиме маска, до тој степен. Така да совет дека и како е битно заштитата и иако можеби светлината е малку понамалена, сепак мора да има УВ заштита. И баш поради тоа трендот сега е за носење на очила кои што се или фотохроматски, кои што ја менуваат бојата и интензитетот, или пак да бидат со одредена нијанса, со помала затемнетост, а пак да ја вршат потребната заштита. Зборуваме за заштита, а некако навиката на луѓето и од најблиската продавница, и од бензинска каде полнат гориво за своето возило да купат очила. Каде и зошто правиме грешка кога купуваме очила кои се несоодветни за заштитата на нашите очи? На долг рок, како може да си направиме проблем? За жал, тоа е некако реалноста на нашето време и можеби неинформираноста или да кажеме степенот на свесност колку уствари нашите очи се битни и колку е битно да ги заштитиме. Сепак на некој начин и сончевите очила не се само моден детаљ, не се само да носите некаков статус па некаков бренд. Преценивната намена е тие да ги заштитат нашите очи или да бидат со соодветна диоптрија. Многу често за жал се случува дури и да си купат готови очила за читање, па ми вршат работа, па јас сам си одредив дека ми треба толку или онолку. Луѓе, немојте, значи, имав еден научен труд баш за тоа дека сакав да покажам колку уствари одстапуваат од реалниот диоптер. Нашите очи никогаш не се со иста диоптрија, никогаш не се во сите меридијани со истата јачина, истиот диоптер. Значи, потребни се цилиндрични стакла или комбинирани или едноставно да ве заштитат и да ве одморат со потребната ваша диоптрија. Вие со тоа што ќе ставите повеќе, помалку, нема да ви одговара растојанието, ќе ви остане неискоригиран астигматизмот, правите повеќе штета отколку корист. Со сончевите очила тоа е многу поштетно отколку да не носите. Сум го споменувала тоа многу често дека уствари кога вие ќе ставите темна подлога пред вашите очи, нашите зеници се шират. Количеството на штетни зраци во тој поглед е каде поизразено. Има зошто одредени брендови чинат колку што чинат. Значи, не наседнувајте и на тоа, па истиот дизајн е да го имате некој најнов модел да биде копија. Побаво купете си постар модел, нека е на распродажба, нека е има брендови што се покомерцијални, подостапни, но квалитетот да биде запазен. Со тоа ги штитите вашите очи не само од УВ зрачењето, туку долгорочно спречувате и појава на катаракта, и појава на одредени дегенерации и оштетувања кои што за жал се иреверзибилни. Значи нема враќање назад, нема па сгрешив, ајде сега ќе носам од сега, џабе. Затоа од најмала возраст советувам секогаш да носите квалитетни очила и да ги заштитите вашите очи.
Убава порака, но ева една препорака за крај на овој убав разговор, Марија. Што е најбитно, бидејќи очите се главниот можеби орган во нашето тело, како да препознаеме и да го вклучиме алармот дека имаме проблем и кој е вашиот совет до гледачите во овој момент? Алармот се вклучува најчесто кога ќе приметиме дека баш не горе и за жал кога се работи за некои состојби што не можеме ние да помогнеме како оптометристи, туку бараат офталмолошка помош, операција или ласерирање и така натаму. Значи, јас советувам секогаш да се превенира. Значи, се што можеме да направиме да дојде до некој начин на стопирање на миопијата. Доцна е кога вие ќе приметите веќе дека вашето дете се приближува и диоптерот отишол, наместо да почнете со минус 0,50, па отишол на минус 3. Сега со најновите оптички стакла може таа миопија и како да се превенира и да остане на тоа ниво на, да кажеме, минус 7, да не отиде до минус 5. Толку е напредна веќе технологијата. Од друга страна, ако веќе имаме 40 години, чувствуваме тегоби за близина, не го игнорирајте тој факт. Зошто да се мачите, зошто да ги имате непотребните главоболки или да сте нефункционални на работа. Значи, постојат одредени стакла, па и контактни леки кои што ќе овозможат добар вид. Секогаш постои адекватно решение за секој клиент. Завчера баш има случај, велам, цел ден се погоди така со одредени луѓе кои што имаат одреден диоптер или мака, но имаат аверзија кон носењето очила. И за нив има решение. Од друга страна, многу често па некој со аверзија, па кога ќе одбереме некој што сни убави очила, се прилагодува на тоа. Веќе, значи, разликата помеѓу диоптриските и сончевите е толку намалена, што полно луѓе ги носат и само ради штос, и само со заштита, и со заштита од електронските уреди. Затоа велам, секој индивидуално треба да направи иницијален оптометриски преглед за да види што се случува позади. Марија, ви благодарам. Како и овој превентивен разговор, така нека бидат и прегледите превентивни за да го спречиме оно што може долгорок многу да наштети. Ви благодарам, секогаш е пријатен разговорот со вас. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Како што споделивме, делувајте превентивно и грижете се за најбитниот орган во нашето тело, а тоа се очите. И секогаш доверете го кај најдобрите, како што и ние го направивме ова утро.